што доби Скопје од сегашната градска власт која наскоро ќе си замине? Ова прашање како да се подзаборави, оти сега скопјани добиваат нови и нови ветувања за време на кампањата, но треба да се види што градоначалничката Данела Арсовска заврши од покрупните ветувања кои ги даде на почетокот од мандатот. На скопјани им беа ветени 5 нови мегапаркови, 5 нови булевари, гасификација на градот, 250 нови еколошки автобуси, бесплатен јавен превоз, најдобар луна парк на Балканот, жичарница од Скопје до Средноводно, нов ГУП, универзална сала, садење на 100.000 дрвја секоја година и уште многу други работи. Фини и корисни проекти, ама скоро ништо од тоа не стана реалност. Да, факт е дека градската власт сепак реконструира некои улици или се почна со градење на нови. Се реконструира и некои училишта, паркови и слични работи, но сепак дали е тоа доволно? Едноставно, мандатот на сегашната градоначалничка и градските советници помина под мотото лесни ветувања, тешка реализација. Реконструкцијата на Домот на културата во населбата Ченто влегува во завршна фаза и се очекува до крајот на годината да биде пуштен во употреба. Според министерот за култура и туризам Зоран Љутков, околу 60% од градежните активности се веќе завршени. Тој истакна и дека заложбите на владата и на министерството се во насока на континуирана поддршка и развој на културната инфраструктура во сите општини, како и создавање еднаков пристап до културни содржини за сите. Домот на културата во Ченто, кој со години беше запуштен и нефункционален, ќе биде на 3 нивоа и ќе биде целосно приспособен за одржување најразлични културни настани. Општина Петровец во изминатиот период изврши чистење на депонијата кај православните гробишта во Петровец, како и депонијата за патот кон Долно Коњари, место викано Кисела вода. Од општината најавија дека и во наредниот период ќе продолжат со чистење и санација на дивите депонии и во останатите населени места на територија на општина Петровец. Во тешка сообраќајна несреќа во Чаир, 24-годишна девојка прегазила 7-годишно дете. Во полицијата било пријавено дека на улицата Максуд Садик во Скопје, патничко возило со скопски регистерски ознаки, управувано од девојката, удрило во детето кое поради тешките повреди било префрлено во Скопскиот клинички центар. МВР информира дека се уште трае истрагата за утврдување на причините кои довеле до несреќата. Обвинителството покрена постапка против 19-годишник осомничен за кражби на велосипеди, електрични тротинети и мопед во центарот на Скопје. Тој за помалку од 20 на дена извршил 4 тешки кражби со што прибавил вкупна противправна имотна корист од околу 170.000 денари. При кражбите користел сила за да ги скрши сигурносните сајли со кои биле обезбедени превозните средства и да ги одземе. На 28 септември осомничениот украл и мопед вреден 60.000 денари. Јавниот обвинител до Основниот кривичен суд Скопје достави предлог за определување мерка притвор за осомничениот. Полицијата во претходните 2 дена уапсила 9 лица од Скопје и 2 од Велес на различна возраст, затоа што кај нив била пронајдена и одземена бела прашкаста материја, бела грудчеста материја, кафеава материја и марихуана. По целосно документирање на случаите ќе следуваат соодветни поднесоци. Еден од најстарите и најреномираните музички настани, Скопскиот джез фестивал, кој годинава ќе се одржува во Националната опера и балет, најавува уникатни програми за сите љубители на оваа музика. Утре вечер, како претходница на фестивалот, во кино Фросина ќе се прикажува документарниот филм "Ние го сакаме фанкот". Од 16 октомври започнува и официјалната джез програма со по 2 концерти секоја вечер. Излезе од печат новата поетска книга "Чувари на малите нешта" од Ана Пејчинова. Напишана во класичен и во слободен стих, поезијата на Пејчинова е посветена на невидливото, на природата и сенките, на патниците и пределите, на миговите и соништата, на молчеливите нешта кои се светилишта на суштина. Со едноставен јазик и со нежна метафизичност, стиховите на Пејчинова не повикуваат да сопреме во овој бучен, забрзан свет, да се завртиме кон невидливото и да го сочуваме, како што тоа невидливо не чува нас.
Арената на спортскиот центар Борис Трајковски на 18 октомври ќе блесне во полн сјај со еден од најуспешните мјузикли во историјата, Мама Мија, со безвременските хитови на шведската поп група ABBA. Повеќе од 2 децении, овој мјузикл представува врвна комбинација на заразни мелодии, моќна енергија и топла човечка приказна. Преку песните Dancing Queen, Super Trooper, Победникот зема се, Дај ми, Мама Мија оживува една забавна, емотивна и незаборавна авантура што ги освојува сите генерации.